Isuse Hriste, ja ste ljubam do nebo. Isuse Hriste, ja ste ljubam visoko. Isuse Hriste, ja ste ljubam srcevo do Božjo carstvo nebesno. Ti si patot, vistinata i životot za sekogo od nas. Silata tvoja vo ljubov ne vodi, po pateka tesna do carstvo nebesno. Silata tvoja vo ljubov ne vodi, po pateka tesna do carstvo nebesno. Isuse moj od Bog i Spasitel, vo Nego veruvam, za Nego žive ja. Carstvo Božjo me čeka, ti v koho pejat anđeli, ljubov Božja se toči. Ljubi sine, ne sopiraj, ljubi, prosti, pobeduvaj. Da mu odam prugore, Hriste Bože, kaj tebe. Tatko moj, vodi me i deneska i vo ovoj den so tvoje vodstvo, so tvojata ljubov, so tvojата сила, со твоите живи слова. Ти зборува низ мене, ти врши ги делата. Ке зборуваме за проповедник последните 3 глави. Книга излезена од самокниот Бог. Во православната и католичката има таа глава проповедник, во протестантската ја нема. Тоа покажува колку човекот се уште јаде од дрвото на познанието на доброто и злото. Ги поделил, дури исфрла делови од Библијата, некои делови признава, некои не признава. Делови преводи поинакви. Тоа покажува дека се уште јаде од дрвото на познанието на доброто и злото. Како Адам и знае дека од тоа дрво ако јаде ќе умре и е изгонет од рајот. Тоа е слика. Изгонет од рајот, зашто станува како еден од нив, сака да биде како Бог и знае што е добро и зло, а колку знае. Ете ви ја пример македонскава земја и сето она што се случува по светот. Значи на сите што го примија во Евангелие по Јован им даде сила. Ние зборуваме за примање на сила. Сила да станат синови Божји. Значи ти немаш доволно сила самиот да одолееш на телесната природа, на Адамовата природа, јадеш од дрвото, на сатанската природа паѓаш долу на земјата, сакаш да се искачиш над Бог, сакаш ти да бидеш Бог. Или на вавилонската природа, да бидеш над сите. За владетелите и подчинетите. Исус дојде да биде слуга, замислете. А ние овде секој сака да владее, секој сака да биде над другиот. Знаете, пазете го овој стих. Мртвите муви го расипуваат и го усмрдуваат благопријатното масло на мироварецот. Ти вариш масло со миро и ќе дојдат муви и ќе ти уништат се. Така функционира овој свет. Зад вас. Сите знаат што е добро и зло. И луѓето се мразат, се убиваат, се пизмат, не простуваат, немаат љубов, зашто го немаат Исус. Немаат сила да станат синови Божји, да станат пријатели Божји, сотрудници Божји, сонаследници Божји. Истото го прави една мала глупост на уважен човек за неговата мудрост и чест. Ке видите, мислите дека е некој авторитет,
зборува нешто и одеднаш по известно искушение или состојбана ќе му дадат пари или ќе му кажат ќе го смени сето тоа. Тоа е човечката природа. Апостол Павле вели, ако требаше да слушам луѓе, нема да бев Христов слуга. Слава ти, Господи Исусе Христе. Срцето на мудриот е десно. Значи Исус им вели, фрлете ја мрежата од десната страна. Срцето на глупавиот лево со своји сили. Сите знаат се, сите се професори, сите се доктори, сите се уметници. Сите имаат свое мислење и еден хаос на нељубов. И луѓето умираат пред време. Зборувам за една институција. И никако да тргне. И никако да тргне, бидејќи немаат сила да останат луѓе. Овде се вели, нели, дека синот човечки не е ништо поразличен од животното. Тој е оној што живее без Исус, што јаде од дрвото на познанието на доброто и злото, што знае што е добро и зло, што гради вавилонски кули да се искачи над другите, што сака да биде највисоко, по каков и да било пат да оди глупавиот. Па кој е глупав? Па тој што не е во Исус, не знае зошто е овде, времето е кратко, по извесен период телото оди во земја, душата оди на суд и ќе нема сила долго време. Додека не созрее, не го одработи степенот на нељубовта кон другите. Кај него тешко не достига смисла и пред секого ќе се покажува дека е безумен. Знаете, луѓе се завршиле факултети, добивале награди и не ја прочитале Библијата, она што го запишал Семокниот Бог. И тие имаат тврдо срце, камено срце и се телесни. Телесниот човек по ништо не се разликува од животните. Како што животните имаат одредени вештини, така и човекот има одредени вештини според степенот на дарбата што му ја дал Бог, оној што го создал. Ако гневот на оној што владее избувне врз тебе, често имаме состојби денеска, луѓето, љубовта се излади, на работа ви се дерат претпоставени председатели, држави, партии, судови. Ако гневот на оној што владее избувне врз тебе, не напуштај го местото свое, зашто кроткоста избришува кроткоста. Не напуштај го местото свое со кроткост, која избришува големи грешки, има зло, што сум го видел под сонцето. Под сонцето сме ние, пазете, не сме над сонцето. Како грешка што доаѓа од владетелот. Па можете во Македонија 2020 на почетокот, сега сме 1 февруари, да видите какво грешка и какво зло доаѓа под сонцето во Македонија од една структура политичка алчна за пари, слуги мамонови, кои продадоа се, кои ве продаваат, кои едноставно се синови ѓаволски. Неукоста се поставува на голема височина, точно е. Богатите седат ниско. Сум видел слуги на коњи и кнезови како одат пешки, како слуги. А Исус дојде да биде слуга. Исус дојде да биде слуга. Сите сакаат да бидат вавилонци, да бидат сатаната највисоко, да јадат од дрвото на познанието, да знаат се. Кој копа јама, сам ќе падне во неа. Па тоа е системот око за око, зап за зап. Луѓето мислат дека ова народна поговорка, Семокниот Бог напишал духовна книга која има духовен јазик и не се разбира телесно. Луѓето читаат најразновидни глупости, приказни, сказни книги, се трупаат во умот слики и не може да дојдат до Исус. И не знаат зошто се на земјата. Тоа е глупавиот. Кој копа јама, сам ќе падне во неа. Тоа што му го правиш на другиот, тоа ќе ти се случува. Си осудувал, си правил, сега ти се наоѓаш на суд. Кој соборува ограда, змија ќе го касне. Луѓето сакаат да земат дел од братот, да го земат имотот. И тогаш змија ќе го касне. Тоа се сето слики. Кој крева камења, за да фрлаш по другите, ќе се шине. Иако има време за собирање и расфрлање на камењата, кој цепи дрва, може да се изложи на опасност од нив. Можам да ви посведочам како големо дрво паѓа покрај мојата нога. Ангел го спушти да ме заштити, зашто јас прифаќам се од мојот татко. Му дозволувам да живее во моето срце преку верата,
да ме обликува да ги кастри гранките, зашто знам дека сум несовршен и немам сила без него да љубам. Слава ти, Господе Исусе Христе, мир, љубов, трпение, простување, прифаќање на Божјата волја. Го барам Царството Божјо, за се да ми се придодаде. Ако отапи секирата и ако сечилото нејзино не биде наострено, ќе треба повеќе сила. Мудроста знае тоа подобро да го направи. Ако змија касне пред да се улови, тогаш за оној што ја лови нема полоза. Но ако ти одиш од десната страна со Исус, ако му дозволиш тој да те води, нема да те касне змија, нема да отапи секирата, нема да се повредиш од дрвата и од камењата, бидејќи ангел Господов ќе те обгрне за да не се сопнеш ногата од камен, бидејќи Исус ќе живее во твоето срце. Освен за Божја слава, ништо нема да ти се случи. Зборовите од уста на мудрец се благодат. Кој мудрец? Чија мудрост ние зборуваме? Човечка мудрост нема. Божјата мудрост, Исусовата мудрост. А устата на безумниот, самиот него го погубува. Устата на безумниот, самиот него го погубува. Пишува драми, зборува тези, развиват категории. Има еден снима спасителни како пророк се представува. Става име, например, на одредена категорија на завет. Богохулие. Устата на безумниот. Тоа што го зборуваш, тоа ќе ти се случи. Тоа што го помислуваш, тоа го живееш. Тоа е законот. Зборовите се живи. По зборовите ќе бидете оправдани, по зборовите ќе бидете судени. За секој лош збор ќе бидете осудени на последниот ден. О Исусе Христе, татко мој, стави ми стражар на устата да не зборувам од себе. Ти зборувај низ мене. Првите зборови од устата му се глупост, а крајот на речта на устата негова лошо безумие. Глупавиот зборува многу, знам такви, а човекот и не знае што ќе биде. Со саати зборува. Понекогаш ми треба многу сила од Исус. Исусе, стигни ти таму, да не одам таму каде што работам. Тешко да се разбирам. Со суетни, човечката суета нема крај. Човекот не знае што ќе биде, кој ќе му каже што ќе биде по него. Јаде од дрвото на познанието на доброто и злото, веќе има физички болести. Го боли едно, друго, трето, тоа му се болеста како благослов од Бог да се сврти кон Исус. Трудот на глупавиот го изморува, зашто не го знае дури ни патот за во градот. Кој пат? Широкиот пат што води кон пропаста или тесниот пат што води кон животот, по кој треба Исус да те води, да бидеш како дете Божјо, да бидеш син Божји, да имаш татко на небесо, да му речеш: татко, погрешив пред тебе и пред небото, води ме. Тешко тебе, земјо моја, твоја, кога царот твое дете, кога кнезовите твои јадат рано. О, неразумни мамоновци, о неразумни политичари, о неразумни поделени цркви, блазе тебе, земјо, кога царот ти е од род благороден, кога царот твое во Исус подразбира, кнезовите твои јадат навреме за подкрепа, а не за презаситување. Од мрзеливост ќе нависне таванот, кога ќе се скрстат рацете, покривот ќе прокапе. Треба да се работи, но не само за себе, не собирајте богатство на земјата, за Царството Божјо. И имаме таа: кој не работи не треба да јаде. Тој мисли на духовна храна и на физичка. Слава ти, Господи Исусе Христе! Гоштевањата се приредуваат заради наслада и виното го весели животот, а се прави среброто. Зборува за законот во овој свет, дека сребролюбието е најголемо зло, и затоа Македонија со пари ја продаваат вашите слепи водачи кои ги бирате, им давате, ги оправдувате и се расправате во нивно име.
Давате поддршка на луѓе што крадат сребролюбци и вие сте дел, се соединувате со блудница, со партија, со жена, со црква, со држава. Еден дел сте со неа. Со блудницата вавилонска, со слепите водачи кои ве водат. Дури и во мислите своји не го навредувај царот, и во спалната своја не го навредувај богатиот, зашто небесната птица може да го пренесе твојот збор и се што има крилја ќе го соопшти твојот збор. Тоа е парафразано на Бога се скриено, му е откриено. Нема ништо тајно, а да не стане нешто јавно, нема ништо скриено, за да не биде откриено. Тоа што ви го кажав, разгласувајте го од покривите. Викајте, браќа, пуштај го лебот свој по водите, зашто во многу дни пак ќе го најдеш, фрли си пред себе, за да си најдеш зад себе. Давај дел на 7 души и дури на 8, зашто не знаеш какво зло ќе настане на земјата. Бесплатно добивте, бесплатно давајте, треба да бидеш дарежлив, гостопримлив, да ги љубиш сите, да помагаш на тие што се во неволја. Кога ќе се наполнат облаците, излеваат дожд на земјата, и ако едно дрво падне на југ или кон север, тоа си останува таму каде што и паднало. Дали ние паѓаме на север или на југ? Дали паѓаме на левата или на десната страна? Дали му служиме на Исус или на Мамон? Дали ќе се расправаме за слепите водачи сребролюбци или ќе чекориме по тесната патека што води кон животот и ќе го следиме Исуса Христа? Кој го наблюдува ветрот нема да сее. Кој гледа во облаците нема да жнее. Како што не ги знаеш патиштата на ветрот, ниту како настануваат коските во утробата на бремена жена, така не можеш да ги знаеш ни делата на Бога. Не можеш да ги знаеш делата на Бога кој создава се. Така ќе се појави некој и ќе ви кажува тајната, да ви ја раскаже каква била, што била. Тој ќе ви каже Бог нема му се објавил, а јас ви велам тајната сокриена со векови, пишано овде, дека Исус живее во тебе. Тој е мало пламенче дух, жарче кое чека да дувне духот на љубовта, да се распланти, да осветли првин во тебе од твоето срце се она што е темнина, да изгори се што не е од Исус. Слава ти, Господе Исусе Христе. Значи не ги знаеш делата на Господа кој создава се. Кој создал се и се уште создава. Изутрина сеј го семето и навечер нека ти мируваат рацете, духовното семе на Исус. Рацете твои, зашто не знаеш едното или другото, повеќе ќе успее. Или едното и другото ќе бидат еднакво добри, сладка е светлината и пријатно за очите да гледаш сонце, некои буквално го фаќаат и гледаат во сонцето. Во тоа што е создадено наместо во Исус, сладка. Ако човек проживее и многу години, нека се весели во текот на сите нив, нека си спомнува за темните дни, какви што ќе ги има многу, но се што ќе биде суета без Исус, без Бог. Ти си вавилонец, ти си сатанско дете, ти си Адамово чедо, јадеш од дрвото на познанието, весели се во младоста своја момче и срцето твое да вкусува радост во дните на твојата младост и оди каде што срцето те влечи, каде што очите гледаат, само знај дека за сето тоа Бог ќе те изведе на суд. Гони ја скрпта од срцето свое и отстранувај го злото од телото свое, зашто детството и младоста се суета. Слава ти, Господи Исусе Христе. Испомнувај си за твојот Творец во дните на младоста своја. Дали вие знаете дека сте создадени, не се создавате сами, не се раѓате сами, дека Бог ве создал, мојот татко на небесата. Додека не дошле тешки денови, не настанале години за кои ќе речеш не ми се мили. Луѓето викаат не ми е мил животот. Додека сонцето и светлината
на месечината и на звездите не потемнеле и не дошле пак црни облаци по дождот, додека не настапил оној ден кога кукните стражари ќе затреперат, силните мажи ќе се подгрбават, кога воденичките ќе престанат да мелат, бидејќи останале малку, кога ќе се помрачат оние што гледаат низ прозорец, кога портата ќе почне да се затвора, кога молкне шумот на оние што мелат и кога човек ќе почне да станува на птичји глас и керките пејачки ќе замолкнат, и тоа често им го кажувам. Хулат нешто им велам, еден ден ќе ја изгубиш силата и ќе разбереш дека силата не е твоја, дека срцето работи затоа што Господ му дал сила, дека славата не е твоја и дека си фатен во лошо време. Не си го познал времето за љубов, си го потрошил во време за омраза и ќе одиш на суд, телото оди во земја, а ти ќе застанеш пред семокниот Бог и ќе поминеш низ пламенот на љубовта и ќе изгориш и ќе бидеш повторно материја во која ќе се движиш само во протони и неутрони, со оглед на тоа дека ќе треба долго време да се прочисти степенот на твојата непослушност и нељубов. Те сакам, Господе Исусе Христе, кога висините за нив ќе бидат страшни, тоа се состојби кога ти веќе паѓаш во силата, а по патот ќе има ужаси, кога ќе процути бадемот и скакулецот ќе стане тежок и желбата ќе помине. Желбата ќе помине, тоа го знаат постарите луѓе. Нема веќе желба за ништо. Желба имаш ти. Ти треба да имаш, да го бараш Царството Божјо. Не си разбрал зошто си дојден на земјата. Желбата ќе помине. Зашто човекот заминува во вечниот дом свој и тажачките се готови да го обкружат по улица, додека не се скине конецот сребрен и не се скрши златната чаша и не се растури ведрото при изворот и не падне тркалото на бунарот и ќе се врати правот во земјата како што си бил. А духот ќе се врати кај Таткото Небесен, кој што го дал. Те сакам, Господи Исусе Христе, суета над суетите, вели проповедникот. Се е суета. Без Исус, без Таткото Небесен. Проповедникот не само што беше мудар, туку тој го учеше народот на мудрост, зашто Духот на Исус го учеше. Тој се испитуваше, изучуваше и остави многу мудри паримии, но тие не се негови. Славата е на Исус. Проповедникот се трудеше да најде убави изреки и точно ги запиша зборовите на вистината. Исус е вистината. Нема друга вистина. Исус и Духот на Отецот. Ти ја земаш таа вистина и си правиш своји вистини и своите вистини се она што ви се случува надвор во светот. Секој своја вистина и лјадници вистини кои се тепаат меѓу себе. Без љубов и човекот по ништо синот човечки не се разликува од животното. Зборовите на мудреците се како остени и како забиени клинци. Зборовите на оние што ги напишаа овде и други што доаѓаат се запишани, дадени од единствениот пастир, а тоа е Исус Христос. Слава ти, Господи Исусе Христе. А освен тоа, синко, пази се и од ова, да пишуваш многу книги, и тоа нема крај. Да читаш многу, и тоа е заморно за телото. Суштината на се е да знаеш, да се плашиш од Бог и од Неговите заповеди. Љуби го својот ближен како самиот себе си. Зашто сето тоа е за човекот. Нова заповед ви давам, да се љубите еден со друг, како што јас, Исус, ве возлюби. А вие не можете да љубите. Немате љубов. Немате доволно љубов ни за себе си,
а камоли за другите, и затоа ви е потребна сила за да станете синови и керки Божји. Оти Бог ќе изведе на суд секоја работа, и што е тајно, било да е добро или лошо. Бог ќе изведе на суд секоја работа. Ние сега зборуваме за татко. Знаете, има луѓе ќе напишат нешто во духот. И оваа книга е пишувана во дух. Пишувана е како да ги пишувале Павле, Езекија, Исаија. Не, духот на Отецот го пишувал. Бидете како мали деца. И во секоја неволја барајте го Таткото Небесен за уточиште. Не плашете се, вашиот Небесен Татко нема да дозволи ништо да ви се случи. Ако знаете, ако сте деца, оставете ги децата да доаѓаат кај мене. Имајте доверба во Таткото кој создал се. Тој ќе ве држи со заштитнички раце. Гледајте на секоја болест на телото како на нешто што помага на усовршување на вашата душа. Отецот во името на Исус ќе ја исцели секоја телесна болка ако верувате во Него, без обзир што се случува. Ако на Него се надевате, нему му верувате. Бидете како деца кои се препуштаат на Таткото Небесен, да се грижи за нив. Но треба да ја исполнувате волјата на Отецот, да љубите. Те сакам, Господи Исусе Христе. Значи, ако се движите по патот на љубовта, татковата рака на Отецот Небесен, на Создателот ќе ве фати и ќе ве привлече кон Неговото срце. Не размислувајте што ќе биде, како ќе биде, останете мирни, чекајте помош од Исус во било која состојба. Подпрете се на Отецот Небесен и на Исус. Нашата сила црпи сила од довербата што имаме кон Него. И со верба, Ефесјаните, со вера Исус да се всели во срцата наши. Љубовта на Таткото ќе не спаси од било каква состојба. Ќе ни даде да надвладееме, да порастеме во љубовта. Но да немате отпор кон тоа што се случува, да не се жалите, да не зборувате глупавиот ќе го осуди неговата уста. Значи да тргнете по патот на Исус, Он да ве води. Значи волјата на Таткото треба да се случува во вашиот живот, не вашата волја, не ти што сакаш. Те сакам, Господи Исусе Христе. Те сакам, Исусе. Значи ако останете во моите слова, значи на моите деца, на децата на Таткото Небесен, ќе им ја израмни секоја патека, ако чекориш во љубовта. И некогаш ви се чини дека не можете да изодите, ви се случуваат состојби, вие се препуштате и барате помош од Исус. Допуштете му на Таткото да ви зборува во дух. На децата, прифатете ги зборовите и советите од Него во љубов, но вие треба да имате уши да слушнете. Немојте Таткото, гласот на Таткото еден ден, ова, пророци и внатрешно, да остане неслушнат. Со уши ќе слушате и нема да чуете, со очи ќе гледате и нема да видите, и со срцето да се покајат, да разберат. Те сакам, Господи Исусе Христе. Немојте да дозволите гласот на Таткото Небесен, на Духот, да помине покрај вас, туку радосни да го слушнете. Барајте ја Неговата љубов. Следете го Исус со страст. Ќе добиете пофалба, ќе ја сетите љубовта на Таткото. Нема да се плашите од било што. Значи, да му дозволиш на Исус да се всели во твоето срце, на Исус, и нема да се плашите од било што доаѓа. Ќе бидете сигурни, значи кој пребива во домот на Небесниот Отец, тој пребива во домот на, кој се надева на Небесниот, пребива во домот на Небесниот Татко, а тоа е царството на љубовта. Те сакам, Господи, ова една книга Оче наш, тематска книга 47, оден интересен Хрват, апостол на Исус Христос Лоренц Новосел, го напаѓаат одредени деноминации. Оти не можат да разберат што значи живо слово, што значи Духот да зборува низ тебе. А состојбата во црквите денеска поделена на 3 деноминации покажува
Кој владее со нив? Ние имаме една црква, која што главата на таа е Исус, а на земјата имаме 3 поделени големи и уште безброј мали поделености на заедници. Татко мој, ти благодарам што и овој ден ти изборуваше низ мене исцелување за сите оние што ќе речат те сакам Господи Исусе Христе. Мир, љубов, благосостојба и сила Исусова во секое срце. Амин. До Божјо Царство Небесно. Татко мој небесен, се враќам пак кај Тебе. Татко мој небесен, се враќам пак кај Тебе. Амин. Те сакам, Исусе Христе. Те сакаме, Господи Исусе Христе, уште повеќе ќе те љубиме. Амин. Исусе Христе, јас те љубам до небо. Исусе Христе, јас те љубам високо. Исусе Христе, јас те љубам срцево до Божјо Царство Небесно. Ти си патот, вистината и животот за секого од нас. Силата Твоја во љубов не води по патека тесна до Царство Небесно. Силата Твоја во љубов не води по патека тесна до Царство Небесно. Исусе мојот Бог и Спасител, во Него верувам, за Него живејам. Он ми